Неколку месеци од договорот меѓу Европската Унија и Турција за затворање на рутата, која во минатата година ја искористија милион мигранти, сега чамци полни со нив ретко пристигнуваат на грчкиот остров Лесбос. На големиот мигрантски бранд потсетуваат само портокаловите појаси за спасување и издишаните чамци. Меѓутоа, илјадници мигранти и натаму остануваат заглавени во два кампа на островот кои не се доволни за нив. Повеќето од нив се во кампот Морија, првично наменет за брза идентификација на вистинските баратели на азил од оние кои ќе бидат испратени назад во Турција. Но процесот за добивање азил е разочарувачки бавен, велат мигрантите. Amnesty International смета дека во кампот немат доволно храна, вклучувајќи млеко за бебињата, и оти условите за престој таму биле екстремно нехигиенски. Шаторите се без грејење, патеките меѓу шаторите се каливи од дождовите. Камал Хасан Хусейн, 30 годишен сомалиец, кампот Морија го споредува со затвор, додавајќи дека сите се уморни од чекање за одговор на нивните барања за азил. По протестот во минатиот месец во дел од овој камп избувна пожар, пошто илјадници луѓе беа принудени да го напуштат. Полицијата истражува и наводно силување на пакистански тинејџер од страна на 4 други пакистанци. Жените велат дека тие се постојано исплашени. Роланд Шоенбауер, портпарол на УНХЦР на Лесбос, наведува што најмногу ги погодува бегалците. The living conditions, the overcrowding and the anxiety about the future of these people. They are waiting and waiting for many months and they need answers, they need clarity. И покрај тоа што беа номинирани за Нобеловата награда за мир за нивната помош на бегалците, жителите на Лесбос почнаа да одржуваат протести, исцрпени од пренатрупаноста и насилството на островот. Σε λίγο δηλαδή δεν θα μπορέσει να παραμείνει το χειμώνα. Θα βάλουν και φωτιά τα δέντρα για να ζεσταθούν και η κατάσταση θα εκτραχυνθεί ακόμα πιο καλά. И вториот камп на Лесбос, Каратепе, се соочува со тешки услови за живот. Сириката Фатеа Калета чека одговор за незиното барање за азил. Незиниот сопруг и трите возрастни деца се веќе во Германија, додека таа остана во Сирија за да се обиде да дознае што се случило со незиниот син, уапсен пред 3 години, но без резултат. Грција, која е критикувана за одолговлекување на обработката на барањата за азил, вели дека има недостиг на луѓе за да се забрза постапката. Μας κατηγορούν στην Ευρώπη ότι έχουμε καθυστερήσει. Δεν έχουν δίκιο. Έχουμε καθυστερήσει. Αλλά είμαστε στη φάση όπου όλοι καταθέτουν άσυλο. Όλοι καταθέτουν άσυλο. Η εξέταση ασύλου δεν μπορεί παρά να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Според Шоенбауер, Грција мора да се ослободи од голем број бегалци. Во спротивно, тензиите ќе се зголемуваат.